Почитувани, ВМРО-ДПМН како партија која работи транспарентно за интересите на граѓаните, покажа дека преку континуиран процес на реформи, инвестиции и подобрувања, целосно се промени сликата на македонското здравство. Тоа го покажува најрелевантниот показател за функционирање на здравствените системи во Европа, Европскиот здравствен потрошувачки индекс, каде Македонија постојано бележи напредок. Од 27 место во 2013 година на 16 место во 2014 година, што е мотив плюс да продолжат инвестициите во оваа област. Во Прилепската болница Борка Талески моментално се реализира реконструкција на сите болнички оделенија, за чија успешна реализација се издвоени 70 милиони денари. Воедно ве подсетуваме дека ова е прво реконструирање на градската болница од нејзиното постоење уште од 1980 година. Досега се реконструирани сите оделенија, освен ортопедско оделение и операционите сали, чија реконструкција треба наскоро да започне. За потребите на граѓаните на општина Прилеп, но и пошироко, извршена е набавка на медицинска опрема во висина од 11 милиони денари, со што значително се подобри услугата во општата болница Борка Талески. Во оделенијата на рентген, интерно и урологија набавени се 3 еходоплер апарати. За операционата сала на гинекологија набавен е оперативен стол со сателит светло. Воедно набавени се и 5 пациент монитори и 1 апарат за анестезија. Како исклучително значајна е набавката на новиот дигитален мамограф, кој беше и повеќе од потребен на нашиот град. Со негово ставање во функција се реши уште еден проблем на прилепчани. Градската болница е редовно обезбедена со сите потребни лекови, медицински потрошен материјал, средства за хигиена, мазут, кои придонесуваат болницата да работи без никаков проблем. Со тоа е возможено пациентите да ја добиваат потребната здравствена заштита во услови какви што заслужуваат. Покрај реконструкцијата на оделенијата и набавката на нови апарати, постои значително подобрување и на кадровски план. Од септември па до денес вработени се вкупно 12 лекари, од кои 6 ќе започнат со специјализација овие денови. Исто така, 18 лекари веќе започнаа со своите специјализации, од кои 3 се наоѓаат во Белград. Сите овие инвестиции, сите овие проекти значително го подигнаа квалитетот на услугите во здравството, благодарение на посветената работа на владата, предводена од ВМРО-ДПМН. Граѓаните ги чувствуваат придобивките од ваквиот начин на работа, затоа што делата говорат повеќе од зборовите. Затоа народот на 11 декември уште еднаш ќе му ја даде поддршката на ВМРО-ДПМН, поддршка за нови инвестиции, поддршка за развој на Република Македонија.